Председателот на СДСМ Димитар Ковачевски натаму одбива конкретно да одговори како го плаќале ангажманот на израелскиот маркетинг стратег Асаф Ейсин да ги спасува од нискиот рейтинг кај гласачите. Иако председателот Стево Пендаровски веќе потврди дека се сретнал со Ейсин кој му го донеле социјалдемократите, Ковачевски натаму одбегнува директно да одговори на прашањата за ангажманот на израелецот, за кој нема никакви детали во ревизорските извештаи на партијата. Јас за мене знам со кого јас се среќавам, кој на мене ми работи политичка кампања, а тоа кој ќе ги подготвува сите материјали кои што се однесуваат на изборите, кои што ќе ги гледаме и на билборди, и на телевизија и така натаму, тоа ќе биде одлука на штабот и секако дека тоа ќе биде поднесено во финансиските извештаи на партијата. Скандалот со ангажманот на Ейсин го обелодени под председателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски, кој побара одговори како и за колку СДСМ го ангажирале израелскиот стратег. Николовски повеќе пати предупреди дека криењето на ангажманот на пиар стратегот и начинот на кој што тој бил плаќан од страна на СДСМ е сериозен сомнеж за кривично дело и прекршување на изборните правила и законите. Од опозицијската ВМРО ДПМН реагираат дека како и секогаш Пендаровски, Ковачевски и СДСМ кога се фатени во скандал или криминал се служат само со навреди, лаги и манипулации наместо да дадат конкретни одговори на релевантните прашања поврзани со скандалот. Повеќе од 10 дена откако признаа дека се среќавале со контроверзниот израелски консултант Ейсин, нема одговор како тој е ангажиран во нивната кампања, како го исплаќаат и дали тој е ангажиран за црна кампања, кампања на поделби и етикетирања. Додека јавноста се сомнева за странски влијанија во престојните избори, институциите и натаму молчат. Се уште нема истрага или друга постапка која ќе фрли светло и ги расчисти или потврди сомнежите.